сте цекови, добре дојавте во моето ново видео. Денеска правиме 15 лайфхекови за 2 часа. Значи, ми текна оваа идеја од негде никаде, бејќи немам многу идеи за снимање, затоа ќе правиме денеска лайфхекови и имам примерно 15 лайфхекови и ако не ги завршам за 2 часа, ќе ми следи една казна, ќе видите што е тоа на крајот на видеото, уште не ви откривам. И ако ги завршиме сите ќе следи награда и ако не ги завршиме ќе следи казна, затоа да, знам дека ќе ви се свиѓа ова видео и пред да почнеме со ова видео ставете лайк и субскрайб и уклучите го звонче за да може да ме гледате видеото. А мислам дека ние можеме да започнеме со првиот лайфхек. И чекај, прво треба да пуштам стоперица за да ме мери да онака 2 сата да биде точно. Океј, дечки, еве ќе пуштам сега на лаптопот таймер, значи имаме тука 2 часа, затоа идеме 3, 2, 1, старт. Значи еве го одбројува, идеме прво одма со првиот лайфхек, затоа ајмо. Океј, за првиот лайфхек имам спремено тука чаши, значи 4 чаши, тука имам танир и све што треба да направиме е да ги споиме сите чаши вака, значи еве една, еве тука друга, само дај да оставам камерата тука, значи еве тука ќе стои камерата, ајде да ги споиме, видиме дали ќе сака ова. Еве, че многу мал танир, треба да земам друг. Океј, еве земам друг, мислам дека овој ќе биде добар, затоа идеме тука да ставиме, добро. Идеме овде, чекай, вака треба сега. Ете, малку се размисли чашите, не најдов исти, затоа да. И тука. И еве го, буквално сака, гледайте. Еве го, првиот лайфхек, значи првиот лайфхек е успешно завршен, затоа идеме ние одма на вториот. Океј, за вториот лайфхек ќе ни треба јајце, затоа еве ќе го вадиме едно јајце од фрижидер, еве едно јајце и треба исто така да земеме да го вариме, значи ова варено јајце ќе биде. Само да најдам вакво тавче. Еве најдов тавче и све што треба е да дупнеме јајце, мислам да го дупнеме ова јајцето со игла, само да најдам игла, не знам кај имам игла, тоа ајде најдам игла. Океј, еве најдов игла, некоја не е баш оштра како другите, затоа не знам, мислам дека ќе го дупне ова јајце, затоа чекај да видим. Чекај малце, треба вака. Еве го, океј, значи еве тука има дупка една, ако се гледа, не знам како се гледа. И сега ќе треба да го свариме, ја не знам да варам јајце, ова прв пат ми е да варам јајце. Затоа мислам дека се става вода. Ајде прво вода да ставиме, океј. Да. Мислам дека ова е доволно, не се гледа на камера, али нема везе. Идеме тука да ставиме. Треба мислам дека оваа вода да зоври, после да го ставиме јајцето или да го ставиме јајцето па да зоври. Немам искрено појма, не знам искрено, затоа ете го, значи имаме сега тука вода што се грее на плин, овде како ова, не знам што е буквално, имаме тука јајцето и иглата сега ќе ја однесам таму кај што ја земам, затоа ајде да однесам иглата. Ја однесов тука кај што требаше. Идеме сега да видиме тајмер, значи уште колку време ни остана, бидејќи ја не знам стварно колку време ни остана и стварно додека чекаме да се направи ваквото, да видиме колку време ни остана. Океј, само 5 минути пројде и ние еден лайфхек завршиме, вториот го правиме, така да супер. Мислам дека има награда на крај, затоа да, и идеме вакво да направиме. Океј, водата дали зоврие? Уште не зоврие, затоа треба да чекаме уште малце дека зоврие водата и ќе правиме да мислам да го видиме тој лайфхек дали е успешен или не. Океј, мислам дека погрешно го направив, требаше да го ставам јајце, затоа идеме да го. Океј. Добро. Добре. Ми мислам дека го скршив. Не е скршено, или скршено, немам појма. Искрено. Ајде добро, сега ќе се вари. Мислам дека ќе почекаме едно 5 до 10 минути да се свари, тоа да. Идеме ние одма со третиот лайфхек, значи третиот лайфхек. А третиот лайфхек исто така е со јајце, а тоа е дека да земеме вака тавче, да земеме уште едно јајце со фрижидер. Океј, за третиот лайфхек треба вака тавчето да биде и да го пуштиме јајцето и оно ќе падне и ќе се скрши многу добро и нема да треба овака да го вадиме, затоа идеме 3, има малце нешто, нема везе, 3, 2, 1. Уја! Уј, како се скрши! Па добро се скрши бе! Гледайте, чекај малце. Гледайте, буквално многу добро се скрши, гледайте ова како се скрши. Од сега вака ја ќе си кршам јајца ако треба да се вакво пржи и да. И што ќе правиме со ова прженото јајце? Вие се прашувате. Па да, ќе вакво
ќе треба да го однесеме на сонце и таму да го пржиме. Тоа ќе биде следниот лайфхак. Само овој лайфхак да се заврши со јајцето, ќе ни треба уште на неколку минути, затоа да идеме тоа да го почекаме. Сега два лайфхака успешни, сега ќе видиме третиот дали ќе биде успешен и ќе идеме на следниот. Ајде јајце, уште малку да ми се свариш. Океј, луѓе, значи еве се вари јајцето и гледате што направив со ова. Гледате, поно направив голем фейл, видете го ова, ја ова одмah ќе го исклучам за да не направам уште поголем фейл. И ова буквално е до сега фейл, значи еден фейл имаме, два имаме добри. Идеме ние сега со четвртиот лайфхак, а тоа е да го ставиме ова да се пржи на сонце. Значи моментално е 40 степени надвор. Идеме сега ние тука на стол ќе го ставиме јајцето, значи еве сега да видите вие. Еве го тука го ставив јајцето да се вакво да се пржи на сонце. Видиме дали ќе се испржи. Океј, почнува малце, гледайте. Почнува малце, не знам дали се гледа. Еве, почнува малце тука белко да излегува. Затоа мислам дека ние почнавме полека да го пржиме. Затоа идеме сега тоа ево јајце да го пржиме, а ние идеме со следниот лайфхак. Океј, еве сме тука и додека чекам јајцето надвор да се спржи тука, да видиме колку е сат, значи 1 сат 41 минута, значи помина само 19 минути и тоа го имам јајцево што беше фейл, значи еве го фейл, малку да го изљупиме, да видиме. Уј леле, ова е чист фейл бе, види. Оу, гле. Ова ќе се затвори дури. Му е срам да се покаже на камера. Ова ќе го фрлиме у канта, затоа да. Идеме тука, гледај ова, Не лошо. Чист фейл е, затоа у канта. Идеме ние со петиот лайфхак, значи петиот лайфхак е дека можеш да свирнеш вака, значи вака треба да ги направиш прстите и да направиш вака и можеш да свирнеш. Гледај, да видиме дали тестириме, дали може. Сака? Најс. Значи ете уште еден лайфхак точен, значи имаме сега мислам дека 4 лайфхакови точни и не, 4 лайфхакови, што зборам. 3 лайфхакови точни и еден што е неточен, значи овој, не знам, буквално јајцево у канта. Океј, луѓе, значи ете го фрлив јајцето и сега ќе видиме дали јајцето пржено е спржено на сонце. Значи помина више долго време, затоа идеме ние тука да отвориме и да видиме. Гледайте! Се спржи јајцето! What the fuck? Се спржи буквално, гледайте. Не фейкам ова. Ова стварно се спржи, види го. Вау, значи ете го и овој лайфхак е точен и можете да пржите јајце на сонце. И да, идеме ние ова јајце сега да го јадам и идеме со следниот лайфхак. Океј, за следниот лайфхак ќе ни треба кетчуп, значи еве тука кетчуп. Ќе треба да го ставиме тука, вака, опа, не се гледа, али нема вези. Сега, тука ќе ни треба даска, ќе ни треба вакво и со ова треба да го повлечеме ова. Стоја да видиме дали ќе сака. Ако доздоле да се направи вака. Океј? Го повлече! What? Океј, не знам дали се виде, али еве, тука имаше кетчуп и тука го повлече даската, значи и овој лайфхак е точен и мислам дека овој е шести лайфхак. И ето, овој лайфхак е точен. И ние идеме со следниот лайфхак. Океј, за следниот лайфхак ни треба дуксер, значи еве сум облечен во дуксер. Имаме тука кромит, ако сечеме, али да не се распочвам, треба вака тука да ставам. Чекайте само да го наместам бо. Вака го наместив, некако не може да се намести, затоа вака го држам. И сега ќе треба да сечам кромит, значи еве тука го сечам. Не може, чекај, треба прво да го љупам. Па да го сечам, не знам дали ме слушате добро или малку чудно ме слушате. Нека малку чудно ме слушате. Океј, не можам више ни да дишам. Леле, овој лайфхак не е точен, бидејќи не може ни вакво да се стави тука убаво. Затоа џабе го љубив малку кромитот и буквално не може ни да дишам, ни ништо и боле сечете си вака и плашите си. И да, идеме ние на следниот лайфхак. Океј, за следниот лайфхак тука сме во купатило и све што треба да направиме е да земеме ваква фолија, значи еве ваква фолија. Да цепиме, еве малце ќе цепам, еве чисто малце, еве вака. И може со оваа фолија да се чисти ова што е како некако испрљано, затоа ајде да видиме дали може ова или е чист фейл. Значи не знам ова дали е чист фейл или не, еве малце имам тука хартија и ќе пробаме да ја чистиме еве тука. Значи како што гледате тука е малку прљаво. Идеме да видиме дали ќе се чисти. Океј.
Нищо. Нема нищо. Значи овој лайфхек е фейл, значи не го пробувате овој лайфхек, значи ете така, ова ќе офрлиме сега, идеме ние на следниот лайфхек. Следниот ден. Океј, еве сум следниот ден кога више го едитира видеото и застадам, мислам дека до 7 или 8 таму не знам кој лайфхек и не ги направив сите за 2 часа бидејќи после дојдоа моите и не може више да ги правам, мислам можев да ги правам, а отидовме, требаше да идеме негде, за тоа не го успеав до крај и идеме сега казната, значи казната за ова видео е ова, значи овде имаме лимон и коцка мраз и тоа што треба да го направиме сега е да земам вака, значи гледате го ова. Земам коцка мраз, не ме гледате го, али нема веза, да земам коцка мраз, малку да шприцаме ова вака. И сега треба цела. Леле, многу е кисело. Значи ова е казната, едва изборам, не можам да зборам. Многу е ладно. Океј, ние се гледаме кога ја коцката мраз ќе истопам све за да можам да зборам пак. Викам, мислам, можам и ја вака да зборам, али тешко ми е со тоа да идеме ние да ја истопам. Океј, истопив цела и сега можам више да зборам нормално и ете, фала што изгледавте ова видео крај. Не успеав сите челенџи да ги направам, мислам можев да ги успеам, али нажалост не ги успеав и сега ќе имам, мислам дека парт 2 уште челенџи тие што не ги успеав ќе ги пробуваме, али парт 2 не знам кога ќе биде искрено. Не барам сега лајкови нешто за парт 2 и да, ете, фала многу што ги изгледавте ова видео до крај. Се надам дека ви се допадна и ние се гледаме во следното видео, а до тогаш чао. Секој ден TikTok ви снимам, многу лајкови и фоловерси имам. Мене тука цело село ме знае, а кариерата само ми трае.